Скопје викендов беше центар на модната сцена, каде што 3 вечери поред се славеше 30 годишниот јубилеј на Fashion Weekend Скопје. Ова историско издание привлече ексклузивни гости од регионалниот и локалниот џет сет, влијателни модни уредници, инфлуенсери и дизајнери кои ја збогати атмосферата со своето присуство. Настанот се одржа на нова ексклузивна локација во срцето на градот, а секоја вечер понуди уникатна програма исполнета со модни ревии, перформанси и изложби на современ дизајн. Првата вечер беше резервирана за етаблираните македонски дизајнери и дизајнери од регионот, кои се дел од историјата на Fashion Weekend Скопје. Втората вечер донесе свежина, дизајнери кои допрва ги чека блескава кариера. Ја представија својата визија за иднината на модата, фокусирајќи се на одржливост и иновации во материјалите. Fashion Weekend Скопје 2025 уште еднаш ја докажа својата важна улога како модна платформа која ги поврзува традицијата, модерното време и визијата за иднината, оставајќи траен впечаток во модната историја на регионот. Искрено само што дојдовме, само што влеговме, две го недовме влезот, ама битно сме конечно тука. Сега за сега интересно. Интересно, доста интересно. Кратко време сте тука, меѓутоа од прв поглед, кој е вашиот впечаток за овогодинешното издание на... Само што ја кажав на Сара, ми се свиѓа просторот искрено. Многу интересно изгледа, нели? Денеска сме, тоест моментално сме на ревијата која што е тековната, која што сега само што треба да почне. Искрено не сум сигурен за следната, но сме на оваа која што е моментално тука. Така што сега за тоа сме тука. Во однос на модата, што најмногу ве инспирира? Ајде ти кажи нешто? Животот. Ајде. Може би добар. Ми се свига, да, зашто не животот, да, целото функционирање наше на крајот денот, да, може би се околу нас, луѓето, така? Луѓето некогаш може би трендовите, зашто да не? Секој да се инспирирам од сега. Така е. Кој стил најмногу ве мотивира и најмногу ви се допаѓа во моментов? Многу индивидуално. Нели, доста индивидуално прашање. Што знам се што е во моментот, можеби нас лично што ни се допаѓа, можеби нешто така. Еве нека биде тоа одговорот. Се што не е во моментот. Нели? Ама знаеш како, мислам дека е многу менлива работа. Се зависи од моментот како се чувствуваш, што ти се допаѓа во моментот, кои работи, кои бои на крајот денот се свиѓаат, па можеби затоа. Доста индивидуална работа. А што мислите за модните дизајнери од нас, од Македонија, како влијаат на можеби на локалната мода? Искрено, Анастасија, сега што е тековна ова ревија, треба да гледаме. Очекувам да направи нешто ново и интересно, пошто ми се свигаат дизајните. И сакам да се истакне онака, пошто е нова кај нас на сцена. Колку е важно за вас да ги поддржувате македонските модни артисти? Многу важно, затоа што во Македонија мора да почнеме да уживаме во тоа што нашето алтер его, во секојдневниот живот и нашата облека. Ке додадам само, мислам дека и самото тоа што имаме, нели, нашето присуство е тука, самото тоа мислам дека и кажува дека сакаме да дадеме некаква поддршка на некој, особено кој што е нов, млад, нели, само што почнува, така што мислам дека и не само нашето општо присуството на луѓето моментално, мислам дека верувам дека не ќе значи на секој друг дизајнер на крајот денот. Така кој не сака празни столчиња на нивната ревија, нели? Па ајде веќе нешто да почнеме да правиме интересно. Да се случува, да се случува. И фали малце живост на Македонија. Гледам дека сега се случува нешто интересно, така да многу би сакала да гледам Анастасија. За промоцијата која што имаше Швепс на настанов, така да со ја проследивте Викторија Лоба што одеше во бодипейнтот од мене направен. Тоа беше поводот по кој што сум доја. Така, кој е твојот впечаток за овогодинешниот Fashion Week? Како човек кој што има дојдено на сите Fashion Weekendi до сега, мојот впечаток е дека навистина добро организирано, е одлика на Fashion Weekend тоа како изгледа Fashion Weekend моментално и сакам навистина да им честитам за 30-та сезона на Fashion Weekend. Што најмногу те инспирира кога станува збор за модата? Тоа што секој човек може да се изрази себе си и да се представи како што он се гледа себе си во општеството. Кој стил најмногу те привлекува, да речеме, во моментов? Црна ролка, црни панталони и црно сако. Кој е твоето омилено модно правило или можеби правило што сакаш да го прекршиш?
Во принцип не сакам многу да прекршувам правила, иако тоа го правам, но моето омилено модно правило е дека секој треба да се чувствува слободно во тоа што го облекува кога ќе излезе од дом. Според тебе колку е важно да се поддржуваат македонските локалните модни креатори? Тоа е многу важно за ние да имаме успешна култура во модниот свет кај нас и нашите дизајнери да можат да функционираат и да творат тоа што сакаат да го творат и да се представуваат во тоа што они сметаат дека ние треба да го носиме и да ги наметнуваат модните трендови во нашата држава, па можеби и подалеку. Треба тоа што го работат да се поддржи, треба да се носат мои бренд. Например, јас моментално носам Роберт Ивановски, кој што е еден од моите омилени дизајнери во државава, но секој што може, сметам дека треба да ги поддржиме нашите дизајнери и да носиме парчиња од нив. И за крај, колку модата е важна во твоето и општо во сечија секојдневие? Модата е еден вид на изразување, така да сметам дека е доста важна, заради тоа што секој човек сака да се представи на одреден начин, така да секој се грижи за тоа како изгледа и секој сака да изгледа добро. Со тој момент би сакал да кажам дека со нови учесници, со прекрасна старо-нова публика, значи со интересни дизајни од домашната сцена и од регионот, стварно вистински празник на модата. Имаше ли некој до сега, имаше ли некој дизајнер или дизајн што ве воодушеви? Да, мене ме воодушевија гостите од регионот, од Србија, Хрватска и Словенија вчера беа, многу уникатни. Така, до сега вака не сме виделе. Елеганцијата е секогаш тука. Благодарејќи исто на домашните дизајнери, имаме тука и нови имиња денес, и вечерва и вчера. Се надевам и утре за финалето. Што најмногу ве инспирира кога станува збор за модата? Ме инспирира пред се талентот, идејата, дружењето на луѓето, ќе видиш тука фини луѓе, ќе напише фин муабет, значи секогаш модниот викенд е место да видите и да бидете видени, да споделите изнаење и муабет, трендови, иако веќе моден викенд Скопје веќе не е само тренд, тоа е веќе едно движење каде што годинава многу ми се допада што е мотото заедница. Значи во сенката на таа голема трагедија во Кочани, мотото оваа сезона јубилејна, значи е заедницата, значи кога индивидуалниот талент се потенцира како колективна сила. А што за вас конкретно значи заедница во вашиот свет? Па заедница е, значи, вие можете да бидете успешен како индивидуа, ама без заедницата ништо не можете да направите. Значи, тие се тука да ве поддржат, да ве туркаат, ако треба и да ве критикуваат, како и да е. А кој е вашето модно правило или можеби правило што сакате да го прекршите во модата? Па не сакам да го прекршам, дека поедноставното е подобро. Да, премногу не е наравно. Ни некогаш не сега. Минимализам наспроти максимализам. Значи сега на овој моден викенд Скопје приметив многу интересна публика со уникатен стил, од тие екстреми до некоја чиста елеганција. Јас сепак сум за таа втората. Иако го почитувам и тој екстравагантен дух и кога нешто има смисла и стил, ама не почитувам вулгарност по секоја цена и дека сепак, особено младите, сепак треба човек да се погледне, да биде самокритичен, да се погледне во гледало пред да излезе. Така е. Според вас, колку е важно да се поддржуваат македонските модни артисти? Се извинувам, не македонските? Колку е важно да се поддржуваат македонските модни дизајнери, да речеме, или артисти? Апсолутно е многу важно, тоа што сега се повеќе има млади, ветераните, што ги викам јас, тие славните дизајнери, се помалку ги гледаме за жал на модна писта, од разни причини. И тоа сум приметила, значи, колку е пославен. Здраво, Стефан, по кој повод си вечерва тука на овогодинешниот Скопје Fashion Week?
Како некој што ги посетува секогаш светските модни недели, чест и задоволство ми да се појавам на нашите простори и да ги поддржам младите македонски дизајнери да креираат и да творат на модната сцена кај нас. Кој дизајн или можеби дизајнерката е во душеви вечерва од тоа што го виде до сега? Од вечерва можам да кажам дека задржав внимание неколку креации, но мислам дека следујќите треба да има простор за да ги споменам. Така, знаеме дека често патуваш и си присуствувал на Fashion Week ширум светот. Која е споредбата помеѓу нашиот Fashion Week во Скопје и интернационалните на кои што си присуствувал? Па, морам да кажам дека најголемата разлика е самото вложување, односно самиот буџет кој се вложува во самите вакви настани и пред се морам да кажам дека самиот интерес од самото општество е тоа што прави разлика меѓу ваков настан и помеѓу настаните во Европа. Тебе лично што најмногу те инспирира кога станува збор за модата? Па, мода е нешто што е многу флуидно, односно нешто што треба да биде наше секојдневие и да го разубави нашиот секојдневен живот. Едноставно, мода како генерално како лајфстайл ја почитувам и сакам и тоа е мојата видешка сила за вечна инспирација. Кој е твоето омилено модно правило или кој е она што би сакал да го прекршиш? Па, прво правило би кажал да бидеш свој. Тоа, мислам дека тоа е тоа. Што мислиш за локалните модни дизајнери? Има многу млади што тоа многу ме радува и мислам дека треба од секој аспект да ги се даде поддршка за да креираат понатака и да прават нови колекции. Дали имаш омилен тренд оваа сезона? Па, има сега моментално пак се враќа тоа да се прави mix and match, односно елегантни култур писи да се комбинираат со стрит стайл. Така да мислам дека тоа е нешто што ќе остане и наредните сезони и тоа е нешто што е најмногу ефектно и најмногу предизвикува вау ефект кај гледачите. Така и за крај, колку мислиш дека модата има улога во нашето и лично твоето секојдневие? Па сега зависи во која индустрија се наоѓате. Сега доколку прашате некој што не е во овој свет, модава ги е незначителна. Исто како на некој што можеби му е битна политика, јас политиката не ја гледам како гранка што е пресудна за мене. Така тоа е многу објективно и мислам дека не треба секогаш да се гледа од иста перспектива и од иста призма кон модава. Едноставно, нели, тоа се различни светови. Кажи ми, што те инспирираше конкретно за оваа креација вечерва? Конкретно за колекцијата ме инспирираше двојноста што секоја жена ја носи меѓу себе, а тоа е потребата да биде видена, која се бори со она што сака да го задржи во себе. Така користев делови од чипка кои ја изразуваат силуетата со додатоци кои во секој момент треба да се може и да се извадат, така што жената ја минува приказната во секое време. Така, како гледаш на развојот на модата во Македонија во следните неколку години? Па, мислам дека има многу дизајнери, млади како мене, нови, што мислам дека може многу да просперира и има пазарот е голем, така да може да има простор за сите. Кои се твоите визии за воиднина? Слушнавме дека пред скоро време отвори ателје. Каде може да те најдат, нели, заинтересираните, дали ќе ги има овие парчиња и што понатаму? Овие парчиња ќе ги има, како и многу други, по вилета во моето ателје на Партизанска спроти Фитнес хаус, каде имам изложено многу креации, а исто така правам и по мерка. Кои беа најголемите предизвици со кои што се соочи кога ја создаваше оваа колекција? Па, времето малку ме кочеше, ама со желба и труд се постигнува се што се сака. Што би им препорачала на следните љубители на модата кои што сакаат да отпочнат со следење на тој сон? Доколку имаат страст, што побрзо треба да го следат, бидејќи колку и да се прикрива таа желба во себе, еден ден излегува и може да, доколку почнеш, доколку имаш желба, мислам дека може да станеш многу успешен. Кои се твоите планови, можеби на интернационално ниво? Па, планирам да започнам со онлайн продажба на интернационално ниво, но прво сакам во нашата држава да се покажам како дизајнер, па потоа за здравие за неколку години, можеби. За крај, што значи за тебе модата? За мене модата значи многу. Значи она што го чувствувам во себе, да го изразам на моите креации, да направам барем една жена да се чувствува посебно, мислам дека сум почела да остварувам мојата мисија.